Ромскиот здравствено образовен центар во Битола се отвори на 12 септември 2022 година како резултат на стратешкото партнерство Грижа за здравјето на ромите 2, кој го спроведува Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал во партнерство со општина Битола. Центарот е отворен секој работен ден од 10 до 14 часот, но по потреба се спроведуваат активности и во доцните попладневни часови. Активностите ги спроведува едуциран тим на ромски здравствени медијатори. Милиса Комина како главен здравствен медијатор, Перзија Сановска како помошник медијатор, Викторија Михајловска како координатор и административен работник, Денис Арслановски како помошник медијатор, представник од Центарот за социјални работи на општина Битола и Фатма Бајрама Земовска, председателката на Сумнал, како логистичка поддршка. Во Ромскиот здравствен образовен центар на дневна основа има различни активности. Се нудат разни едукативни мерки од областа на здравјето, например работилници, презентации, кафе разговори за сексуално преносливи болести, превенција од рак, ментално здравје, вакцинација, здрава исхрана и се организираат спортски активности и слично. Исто така се спроведуваат и превентивни здравствени мерки, како што се бесплатни прегледи од страна на лиценциран доктор, бесплатни гинеколошки прегледи со помош на мобилната амбуланта на Хера, мерење на притисок и шекер во крвта и други активности. Исто така, нудиме и индивидуална помош и советување во процесот на добивање на здравствено осигурување, закажување прегледи кај доктори, специјалисти и разни други проблеми и грижи што ги имаат нашите корисници во областа на здравјето. Извршуваме и теренски посети со цел да помогнеме на семејствата со членови кои се тешко подвижни или пак неподвижни и се спречени да дојдат во нашиот центар од различни причини. Многу ми е мило што некој се грижи и мисли за нас повозрасните. Ромскиот здравствен образовен центар ми е од големо значење, бидејќи пред се грижат за моето здравје како дијабетичар. Секогаш сме во контакт и во центарот го регулираме шеќерот со редовни мерења, а воедно имаме прекрасна дружба и комуникација. Таму се сретнав со пријателките со кои се нема видено неколку години, па се навративме на минатото и младоста. Дружење, шетање, учење, смеење, грижа. Тој може да се најде само во Ромскиот здравствен образовен центар. Пресрекна сум што има каде да се собираме, дружиме и да учиме многу корисни информации што се од големо значење за нашето здравје. И од посебна корис ми беше работилницата за здравствено осигурување, кога добив можност да ја прашам правничката се што ме интересира. Благодарна сум многу што добив навремени информации за таа тема, а и за многу други теми. Ние сме пензионери и навистина уживаме кога Мелиса или Перзија ќе ни се јават за некој настан, предавање или прегледи. Уживаме да одиме и сакаме да се запознаваме со нови луѓе. Кога правиме прегледи, докторката веќе ми има научено дека сакам да си јадам и кога ќе ми го види шеќерот, само ќе ми се насмее и ќе рече: "Повторно наска ти правела палачинки." Тоа што редовно се советуваме со докторката ни е од голема помош. Фала ви премногу за укажаната можност што освен тоа да правиме редовни прегледи и да дознаеме разни информации од предавањата од докторите, имаме и можност да се дружиме и тоа во една опуштена и друштвена атмосфера. Девојче со посебни потреби, а имам остарени и изнемоштени родители и премногу ми е тешко да се грижам за нивната здравствена состојба постојано. Среќа е за мене што постои овој Ромски здравствен образовен центар, бидејќи можам во секое време да отидам за да побарам помош околу некои здравствени процедури. Исто така, мило ми е дека освен предавања имаат и прегледи, бидејќи тоа е многу добра можност за моите родители. Јас ќе ги известам дека има прегледи или предавање во центарот и тие одат. Тоа ми помага да увидам како им се движи здравствената состојба и да знам како да реагирам ако се појави некој проблем, а најважно морам да споменам е дека сето тоа е бесплатно.
Ромскиот здравствено образовен центар не би функционирал непречено без соработката од општина Битола заедно со следните институции, здруженија и поединци. Јавната здравствена установа доктор Хаима Браванел, Центарот за јавно здравје, Центарот за социјална работа, Аптеката Роса Вита, Основното училиште Георги Сугарев, Кугларскиот клуб Пелистер, Кошаркарскиот клуб Петровски, специјалистот гинеколог акушер доктор Михајло Вангелов, радиологот доктор Александар Димовски и урологот доктор Илија Келепуровски од клиничката болница, гинеколозите Владко Ѓоргиевски и Ана Вангелов од приватната здравствена установа Плодност, стоматологот Билјана Врцал Ванчовска од приватната стоматолошка ординација Лапро Дентал Врчал, психијатарот Гордана Ристевска Димитровска од онлайн платформата Психомедика, Сдруженијето за здравствена едукација и истражување ХЕРА, Сдруженијето на лекари специјализанти, Ротари и Ротарак клубовите Широксокак Битола и многу други индивидуалци ентузијасти за подобра иднина со подобро здравје кај ромската заедница и останатите граѓани на Битола.